Без погодоци, но и без победник на градски во Штип. На радост на илјадната публика, Брегалница не дозволи да биде поразена од фаворизираниот Вардар. Во правото полувреме се играше доста смирен и неатрактивен фудбал. Ниту домакините, ниту пак гостите беа конкретни кон противничките голови. Во второто полувреме Вардар создаде неколку шанси кои не беа реализирани, а за жал не беше реализирана и шансата на младиот Ангел Нацев, кој имаше можност да ја донесе 3 бола на Брегалница. Во 86-та минута играчот на Вардар Дашјан заработи црвен картон. Меѓутоа Брегалница не се закани кон противничкиот гол и покрај тоа што имаше играч повеќе. На полувремето им реков на играчите, ние можеме и да изгубиме, ама сакам да играте храбро. Значи сакам да нападнете. Го направија тоа во второто полувреме. Покушав со оние измени кои што ги направив класични напаѓачи да докажам дека јас верувам во оваа екипа. Меѓутоа стварно на крајот сум радосен бидејќи второ полувреме морам да кажам дека бевме можеби подобар противник. Морам да бидам задоволен бидејќи стварно одигравме на ниво, дисциплинирано и ова е голема работа за нас во овие надпревари кои што пројдоа. Еве ги резултатите од 22-то коло. Пелистер Турново 0:1, Ренова Металург Скопје 2:0, Селекс Шкендија 0:3, Тетекс Работнички 1:2. Состојбата на табелата е следнава. Вардар и понатаму е лидер на табелата со 49 бодови, еден бод повеќе од Работнички. Шкендија е на третото место со 40 бодови. На дното последен е Тетекс со 9 бодови, Пелистер е на деветото место со 19, исто колку и Брегалница кој е на осмото место. И Турново со 25 бодови е на седмата позиција.